Почитувани граѓани на Република Македонија, синдикални членови и симпатизери. Хаосот што се случи во ССМ со незаконскиот упат на лицето Дарко Димовски веќе од понеделникот продуцира секакви проблеми што можат во синдикалното функционирање на Сојузот синдикати на Македонија. Прво што го направија, ослободителите на Сојузот на синдикати на Македонија, после 2 часа од како влегува внатре, насилно влегува во просториите на Синдикатот на одбранбениот и безбедносниот сектор. Лицето кое што тоа го направи, во чие владение е моментално просторијата на самостојниот синдикат на одбранбениот и безбедносниот сектор, воопшто не е член на ССМ. Дополнително, во рок од 2 часови од како влегува, донесоа наредба со која забранија влез на председателот на Синдикатот на одбранбениот и безбедносниот сектор и уште 2 други председатели и 2 вработени. Образложението што го дадоа е смешно и не постои правна основа за издавање таква наредба од страна на председателот. Се знае дека одлуките за било какво негативно работење на било кој синдикат членка тука ја носат органите и телата. Истиот нема никакво законско право да го прави тоа. Дополнително, згрозени сме од лагите што ги шири. Дека ние сме изнесувале во рок од тие 2 часови од како тие влегле внатре, сме изнесувале документи во црни вреќи. Ова е спин невиден, ова е срам. Ова може да биде само изјава на некој лице со помрачен ум. Такво лице не треба да биде првото лице на овој синдикат и никој пат ниту може, ниту ќе биде. Ги повикуваме сите институции, правните институции кои што се должни да го спроведат законот, да веднаш реагираат и овој фалсификат што е направен, веднаш да се тргне од правниот промет во нашата држава. Знаете дека и претходно изјавивме, 13 здружени членки дадоа изјави во кои што тврдат дека никој пат немало ниту иницијатива за смена на раководството, ниту пак некаков совет на кој што тие присуствувале, што значи дека очигледен е фалсификатот што е направен. Од тие причини веднаш уште еднаш ги повикуваме правната држава да ги преземе сите мерки и веднаш ова лице кое што е залутано овде и кое што само може да му нанесе таква огромна штета на ССМ и на работничкото движење, да веднаш го елиминира. Затоа што вакви луѓе не им е местото во синдикалното движење. Овие работи што ги кажав претходно, овие први негови активности покажуваат што би значело кога истиот би добил трајно владение овде на некој начин. Сигурно не по волјата на синдикатите што се тука членки или на членовите. Само со своја сопствена волја, со манипулации, со лаги и узурпација на правниот систем.